настапи часот кога меѓу народот и кралот не може и не сме веќе да има посредници. Моја света должност е со сите средства да го чувам и државното и народното единство. И јас решив ова должност без колебање да ја исполнам до крај. Заради тоа решив и решавам уставот на кралството на србите, хрватите и словенците од 28 јуни 1921 година да престане да важи. Народното собрание избрано на 11 ноември 1927 година се распушта. Ќе се памети овој јануари. И време беше. Уставот распуштен, Скупштината укината, конечно кормилото на државата е во рацете само на оној кој единствено може да го раководи. Неговото величество, кралот Александар Караѓорđević. Живе! Знаев и јас. Говорев дека комунистите треба да се натераат во глупчева дупка. Нема веќе штрајкови и заебанци. Те толка во работно време, те олкави надници, те чираци на училиште, те приредби, театри, јавни неморали. Ајде, загубете. Добро бре, синко. Биваше ли парите за попот во сладкарница да ги потрошиш, а? Подобро во сладкарница одешто во кафеана. Ама тие пари беа за помен. Па за помени ги потрошивме. За душа јадевме. Еј, ветер сте од магариња. Ветер. Туку Господ да ве чува од истеа џамии. Јас не верувам во Бога. Немој. Немој, не греши душа, синко. Ти прво прочитај ја умовање здравок разума од Васа Пелагиќ, па после ќе разговараме. Што пишува там? Верувал би сваку Бога, кад би могло бит да прочита верување па да буде сит. Ти денеска ако не си сит, јазик нека ти е. Јас зборувам воопшто. Кој ти ги дава тебе тие книги да ги читаш? Како кој? Па сите тоа го читава денес? Зошто? Ти подсебери си опашката, дете. Зошто? Затоа што е така подобро. И затоа што ништо не разбираш. Затоа. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Повелете, седнете.
Govorite, gospodine. Govorite, gospodine. Povedete. Светол костюм за мажот ми. Со широки ревери, широки рамења, така да биде стегнат во струкот. До недела може? Ние сме доста зафатени, но за вас ќе може, госпоđо. Може ли овој? Да. Да, поставате. Повелете, поставате. Златна. Повелете. Одлично. Значи може. Да. Да се договориме веднаш за мен. Јасно, веднаш. Аме, пиши. Само едно малко стане, така. Пиши на оме 40. Не. Ставете 45. Ой, да не е много, госпожо. Не. Широки рамења, стегнат струк. Не, нема да биде многу. Знаете, мажот ми е низок човек, нему му е потребен токму таков крој, знам јас. Пиши на оме 45. Пише на уме 45. Запишано, господино, 45. Така, дозволите, господине. Дозволите. Да. Должина на панталоните. 94. 4. Така. Ракави пиши. Добре, вие? Зошто не идете во Соколаната? 3. Бойкотирате, а? Не идите, а? Ќе видиме ние таа работа. Ама пушти го мајсторот да работи. Дозволете, да. Дозволете. 4. Примете возу. 94. 100. Може ли, госпожа, 100? Одлично, 100. Пиши на овој 100. Добро. Првата проба во среда. Одлично. Добро. Гледање? Гледање? Догледне. Гледање? Догледне, povedete пак. Гледање? 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 Ај. Гумите ме ги издишале. Гумите ме ги издишале! Полиција! Полиција! Right.
Ќе ви избавам. Сите до еден ќе ви избракам од гумите. Ти ќе ви избракам од Суханското друштво. Сите. Ќе ве фатам. Простете ми, другари. Добре. Смирете се малко да гледам. Приятно. Чувај, Божи брани. Ова хајка на комунистите и нивните симпатизери мора да биде најобемна и дефинитивна. Истовремено се удира на независните синдикати во целата земја. Во просториите спроведуваме детални претреси, го запленуваме имотот, инвентарот, библиотеките. Работничкото друштво Абрашевич го забрануваме, имотот го запленуваме. Синдикалното училиште го збришуваме. Нешто нејасно? Ало, добар ден. Повторно ви ги издишиле гумите. Навистина немате среќа. Да. Ќе ги фатиме порано или подоцна. А сигурно дека е подобро ако ги фатиме порано. А не. Не можем да ви дадам джандар да ви го чува моторот. Да, благодарам. Пријатно. Кретен. Нешто нејасно? Акцијата почнува веднаш. И што дека сте му ги издишиле гумите? Тој пак ќе ги напумпа. Па им велев јас дека треба со клинец. А не е во тоа работата. Не се важни гумите. Како не се важни? Па без нив не оди мотора? Ако не оди тој, ќе си купи друг. Не е работата во моторот, туку во моторџијата. Значи, на моторџијата треба да му се пушти масло. А? Вам ви лета умот. Се договоривме ли ние што треба да правите? А? Се договоривме. А го прави ли тоа некој што се договоривме? Никој. Ви дадов и јас некои книги да прочитате. Ви дадов. А кој прочитал? Јас. Добро, како завршува мајка од Горки? Диме? Што станува на крајот? Да. Па... на почетокот се сретнува со... Ико? На крајот се среќава со... Цуне? Јас сум до 183 страна. Ете, гледате, книгите ви ги дадов уште пред 10 дена, никој не ги заврши. Кога ќе ги завршите, а ве чекаат многу други, поинаку ќе разговараме. Веднаш се враќам. Кој ќе ги прочита овие книги? Ти сигурно нема. А ти? И јас исто нема. А ти? Јас ќе ги прочитам. Ете, затоа ми се допаѓа. Зашто е скромен. Другарчиња, ајде сите дома. Но туку што дојдовме. Сите дома без поговор. Другари, вече на порано ми затвориме. Ајде, ајде, говори вече на порано. Ајде.
овие лом направија? Море ефтино поминавме. Може да не испоав со сите. Што се случува? Јануарска диктатура. Што е тоа? Тоа е ова. Ајде вие дома. Каде ќе одиш ти? Имам работа. Ајде дома. Да ги запалеа книгите пред 10 дена, не ги мораше да ги читам. Може да седнем тука? Може да седнем тука? Не може. Зошто? Не е ова место за деца. За кого? За пијаници. Јас ке пијам. Боза? Не, ракија. Седни. Како се викаш? Диме. Што те натерало да пиеш ракија? Јануарската диктатура. Келнер, дай една ракија и една малина. Што знаеш ти за јануарската диктатура? Ги запалија книгите од работничкиот дом. Жал ти е? Да. И што е сега? Јас реков ќе пијам ракија. Келнер, дај уште една лута. Што работиш ти? Шивачки чира. Каде? Што е важно каде. Ајде малку да чути. Дај една бакса пиво. Изгоревме од горештина. Ќе платам после, која ќе ја врати тишињата. Како, бајче? Не треба да... Седи до мене. 1920 година, овде во Куманово, општинските избори победија комунистите. Работевме легално. Јавно се собиравме во хотел Србија, во Нагорички Сокат. Имавме голема изборна конференција, имавме црвена општина. И сега веќе немаме. Ќе имаме пак.
Здраво! Здраво! Синоќа исти влита ракија поради вас. Ако им кажеш дека од една ракија беше камен, ќе се разочара од тебе. Ти, зашто не им речеш здраво? Остави го, тој е кочан пред женски. Што има да им кажувам здраво на вашите девојки? А која е твојата? Таа уште не се родила. Која? Радка. Драга из овог рада живот се лепши пред нама Чекај. Бичеш ми сунце. А, како дело? На моим грудема сретна ćeš biti. Umorno si ja, tidarila, tidarada, tidara, radirara, tararadida, tararadida, tararadidi, rara. Na-di-da, di-da-da-da-di-da-da-da, ta-da-da-di-da, ta-da-da-di-da, ta-da-da-di, da-da-da-di-da, rai-rai, dum. Jiggy-jig-jing, jack, jing, jiggy-jig-jing, jack. Oh my. Posjedao poput što posjedao. Došlo vreme za vraćanje. Naravno, nam je jedan došt, jedan vetar, jedan kijamet, da ne izleš iz kuće. Domaćiните vidjeli, ne vidjeli, go pokanile poput da prespije večer takajniv, a utra na auto da si ovdje. Legnale domaćinite, a poput nasrede među mažut i ženu. Aman bre! Dobro. Што е работата, господа? Тој ќе каже што е работата. О, јебем ти среќу, јебем ти.
Slika na kralot nemate, a? Evo, kako da nemаме? Ја извадиле децата за да ја избришеме. Верете, господин. Вие што правите? Растете? Ти реко, бре, Ѓоре, да не ја вади сликата. Ти не затвора џабе и нас. Деца! Деца! Избришете сликата. И ни го затворија Србинчето Наум Трајановиќ. Висите на улица, а? Го запалија домот, па не можете каде да се сместите. Јас прв ќе го тепам на Милковиќ. Не, мене остави ми го. Оре, кој знае каков ќотек јаде нам. Здраво. Знам дека не знаете. Да се запознаем. Јас се викам Миле. Се надевам дека ја завршивте мајка од Максим Горки. Јас сум до 183-та. Утре ги водат отворениците од кралото до 12. И Наум? И него. Се надевам, знаете што ќе правите. Ајде. Што ме интересува мене тоа дека ќе ги воделе затворениците во 12 часот низ град. Како што ти интересува? Го водат и Наум калфата. Да? Па го затворили не за ништо. Ќе го судат. Можат и да го убијат. Како за ништо? Не го затвориле џабе.
И што треба јас да правам? Треба да излезеш на улица. И? И да им покажеш на затворениците дека си со нив. Но јас не сум со нив. Како не си со нив? Тогаш, со кого си? Со никого. Но ти мораш да си за нашите. Кои се тие нашите, бе? Комунистите? Тие ли се нашите? Море дете, кој ти ја помни тебе глава во последниве месеци, а? Ке ти забранам да излезиш од дома, така да знаеш. Еве пред 1 сат ме сретна едно копиле како тебе и ми вика: господине, ми вика, да излезете на улица и да покажете колку сте солидарни со затворениците. Така ми рече. Јас слушам оваа новина од прв пат од тебе. Јас... Што? Јас ки излезам. Каде? На улица. Да ги видам нашите. Какви наши, мори? Каде? На улица да ги видам. Им дојде крајот на комунистите. Ке се памети ова 1929-та. Ги поапсивме, го смиривме градот. Сега се гледа кој внесуваше немир меѓу нашите добри и мирни граѓани. Нема комунисти, мир и спокојство колку ти душа сака. Ево, господине, Гинспего муви да се сечат. Браво, браво. Ајде, држете го. Ајде, опа, опа, опа. Фајт. И каде ќе ги водите? Ги спроведуваме за Белград. За 1 час. И тоа нарочно дење. Да ја види народот силата и големината на нас. Ќе изгнијат позандани. Така. Благодарам, благодарам. Сега кажете колку должам. Ајде. Ви се молам, господине. Не, кажете колку чини. Ништо. Не ми е чест секогаш. Благодарам. Разбирам, не го смиривме градот џабе, а? Ајде со здрави. Со здрави. Здрави, димете. Ти го смири градот, еба ти келешот. 2 пати дневно пегла пантолони џабе. Ќе му ги изгорам еден ден, еба му пелената. Noć mi
bili poješe. Ej, sva noć mi bili poješe. O, aman, aman. Dobro, Đure. Samo ta pesne pješ. Ta, pa ta. Aman, 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 aman. Гледай, цуре, какви уши си имам, ко слон. Гледай се. Чекай да видам. Уште му се такви, види го. Доста бе ти. Па што? И со овакви уши сум ве носил во заби за женско. Види, види, лепотан. Ова се сликавме кај Дуќанот. Со наум пред да го апсат. Ова не ќе пред да го апсат, ова е од кога пуште од затвор. Да. Пред нелико? Ова не знам, не се сеќавам. Ама сигурно? После. Сигурен сум пред. Не, да се кладеме, знам сигурно, тогаш го скршив носот. Знам по тоа. Еве го наум на плажа. Гледај. Видам. Наумче. Види му ги гатје. Да се скинеш од бегање кој ќе го видиш ме. Гледај го. Диме, ај дај ми ова. А не, Ико, една ми е. Ќе ти дадам 2 летки за црвена помош. Што ќе ми си имам летки колку сакаш. Па има уште 2, дај му, ајде. Ајде доста. Ај дај ми го Моша Пијаде. За Моша Пијаде? За Моша Пијаде ти дај ми го Науми Коста Абрашевиќ. И плюс 2 броја социјалистичка зора. Не, тогаш не се менувам, дај ги ва. Па видиш, со тоа менјавање. Може ли јас на вас двајцата да ви дадам по една слика од Милковиќ за се што имате, а? Милковиќ слика, да ми треба. Така да? Ова слика. Мајсторот на тоа. Кој е? Полиција. Еве, татко ти. Што сакаш, тато? Да отклучите. Што сте заклучили? Ајде, слушај. Излезете набор да ми помогнете околу Бавча. Сега ли? Сега. А може ли малку попосле? Ако можеше попосле, немаше да дојдам сега. Ајде, дојдете, ве чекам долу. Милан Мијалковиќ, професор, и Димче Величковиќ Барутана по 7 години робија. Киро Бурназовиќ, ковачки работник, на 6 години. Михајло Илиевиќ Микица, столарски работник. Миле Спасовиќ Пена, работник. Трипко Трајковиќ Берберин и Страхил Бајловиќ, трговски помошник на по 5 години. Киро Младеновиќ Казан, казанџиски работник. Киро Алексовиќ Европа, работник. Аксентије Стојановиќ Ценко, шивачки работник. Ангел
Ангел Чурчич, работник, и Наум Трајановиќ на по 2 години робија. Е па толку. И за тебе доживотна робија за тоа како читаш. Момци, јас пресметав. Вкупно 63 години робија без докази и компрометувачки материјал. Во името на неговото величество Александар I, крал на Југославија. 13 души во Митровица, 2 во Пожаревец. Судено според законот за заштита на државата од август 1921 година. Бати власта и времето. Остана ли некој неуапсен? Ние. Ние. Ние сме ситна риба. Зошто? Па ете, не сме ни членови на СКОј. Држиме СКОјевски состанок. Да, ама не сме вистински членови. Наскоро ќе бидете. Кога? Наскоро? Кога наскоро? Ма ќе бидете наскоро. А кои се другите луѓе во организацијата? Кога ќе пораснеш, само ќе ти се каже. А што да правам додека пораснам? Да си ја гледаш својата работа. Тоа е од непроценлива важност. Најпрво треба да се собира пари за црвената помош. Многу работници гладуваат. Треба да знаат дека сме со нив, дека партијата е со нив. Собирајте пари. Читај понатаму. Нека земе сега ико малку. Читај. Прво подписите. Джава Харлал Нехру. Джава Харлал Нехру, Индија. Знаете ли кој е тој? Ајде, читај. Алберт Айнштайн. Алберт Айнштайн, Германија. Овој од Германија. А овој? Натаму. Анри Барбис, Франција. Егон Ервин Киш, Чехословачка. Жан Ришар Блок, Франција. Мохамед Хата, Индонезија. Сите овие луѓе се познати светски политичари и научници. Тие имаат една организација која се вика Лига за заштита на правата на народите. Таа организација испратила телеграма до министерот Живковиќ со овој текст. Мене ми ги опне имињата, сега ти читај натаму. До министерот Живковиќ, до председателот на Државниот суд Белград, по повод протестот на 15 македонски национални борци од Куманово кој се одржува пред вашиот државен суд, како и по повод слични процеси, најенергично протестираме против затворањето на стотина национални борци од Македонија, против мачењата на кои се подвргнати, против недопуштањето на обвинетите да им се овозможи вистинска заштита пред судот и против одвратното третирање на политичките затвореници. Од името на 150 организации кои ги представуваат угнетените народи од целиот свет, бараме итно ослободување на обвинетите и општа политичка амнестија. Протестираме против вашиот терористички режим, насочен против храбриот македонски народ и го поддржуваме неговото барање за самоопределување. Од каде дознале за апсењето? Од статија во Балканска федерација и Македонско дело. Што забележувате од оваа статија? Па јас забележувам тоа дека тој Джава, тој што од Индија, како се вика? Нехру. Дека другарот Нехру, дека тој бара наум да го ослободат од затвор. Битно е тоа што нив ги наречуваат борци за национално ослободување. Да. А што е тоа? Тоа е тоа дека нивните имиња не завршуваат веќе на ич, како што читавме, нити на ов како во бугарско. Туку станува збор за храбриот македонски народ. А јас се си мислев дека таму во Индија и Индонезија немало напредни луѓе. Насекаде има напредни и назадни. Туку
Знаете ли вие каде се наоѓаат Индија и Индонезија? Тоа Ико знае, тој нека ти каже. Добро. Ќе ви купам атлас и се до тоа да ми го научите. Јасно? Јасно. Ајде сега. David. Држи. Давай. О! Каде? Отскачав си. Зашто? По работа. Каква? Носиме стока. Каква? Разна. Хајде, вози. Бабуш, ајде. Цените паднаа. Афионот, семето, сончогледот 40%. Пченката и пшеницата 60%. Даночниците ве чекаат од бусија, а лихварите ве стрижат и бричат кога сакаат. А како тоа ќе го вратите кога земјата отиде? Од аграрната реформа нема ништо. И кој е виновен за тоа? Виновни се буржуите и капиталистите и нивниот режим. Еве сега ви подготвуваат избори. Не смеете да излезете. Никако не смеете. Подобро воопшто да не гласате, отколку да гласате за една или друга партија, а сите се исто. Вие знаете дека ние гласавме пред 10 години и за кого гласавме, а што добивме? Не се заборава тоа, Миле. Така е. Така е, ама сега е друго. Апсења, закони, не сме легални. Ќе чекаме подобри услови. И ќе биде добро. Ќе биде уште подобро ќе биде. А ако на изборите дојдат джандари и со сила не натераат да гласат? Ставете празни ливчиња. Правете се болни. Измислете нешто. Возиш, а? Да, возам. Let's go! Зошто, господине Джандар? Пазариме сирење. Ако? Само вие пазарите. Хајде ти. Стани! Стани! Стани ма! Само! Комунистичка! Стани! Стани само! Stani!
Blizu komunistički. Hajde. Pazarite. Samo pazarite. It's